Според прогнозите на европските хидрометеоролози, летото ќе потрае. Веќе во втората половина од оваа недела се очекуваат и температури кои се повисоки од 7 до 10 степени, повеќе во однос на просечните за овој период од годината. Покрај во деловите од Централна Европа, многу топло време се очекува и во најсеверните делови од европскиот континент. Претежно топло со надпросечни температури најавија метеоролозите и за во Македонија. Ниските утрински и релативно високите температури во текот на денот изминатиот период им направија големи проблеми на хронично болните лица, но и здравите луѓе не останаа заобиколени. Според информациите од службата за итна медицинска помош во Прилеп, во текот на изминатиот викенд и синоќа забележана е зголемена фреквентност на пациенти кои побарале помош. Најбројна е возрастната група, односно хронично болните лица кои најчесто се жалат на хипертензија, висок крвен притисок. Советите кои ги добиваат од надлежните од итната медицинска помош се сведуваат на тоа редовно да се зема препишаната терапија, но и да се следат и почитуваат советите од матичните лекари. На температурните осцилации, како што истакнуваат од итната медицинска помош, не остануваат имуни ниту здравите лица. Променливото време кај нив најчесто предизвикува главоболка, растревоженост, срцебиење. Од детското оделение при општата болница во Прилеп пак нема информација за зголемен број на хоспитализирани деца како резултат на вирусните и респираторни инфекции. Во овој период, со почетокот на учебната година и тргнувањето на децата во градинка, според матичните педиатри, карактеристични се вирозите кои се пропратени со висока температура која трае неколку дена и стомачните вируси. Инаку од службата за итна медицинска помош апелира до граѓаните за поголема здравствена култура, која како што истакнуваат оттаму во последно време е на многу ниско ниво. Не се почитува брзата помош, конфликтите меѓу пациентите и лекарите стануваат чести, а изгубена и комуникацијата меѓу матичните лекари и пациентите. Оттаму истакнуваат дека со возилата со кои службата располага во моментов успеваат навреме да одговорат и да интервенираат при секој повик, а со тоа да излезат најбрзо што можат во пресрет на секој граѓанин кој ќе побара итна медицинска помош.